Доктор Неловска, Македонија остана, можам да кажам слободно, последна во окружувањево, каде што вакцинацијата воопшто не е ни почната. Другите земји, барем, еве и Албанија доби некаква донација, не кажа од каде, меѓутоа 500 луѓе се вакцинираа, кај нас ниеден македонски државјанин не е вакциниран тука во земјава. Можеби некој надвор се вакцинирал, тие што имаат двојно државјанство, но тука немаме ни една вакцина. Како се најдовме во оваа ситуација? Па како се најдовме? Како што се најдовме во оваа ситуација целава оваа година. Значи јас уште во април месец кажав дека е за да се справиме со оваа пандемија, епидемија, што насекаде околу нас потребно е да се има проактивна, а не да се има реактивна стратегија во целава приказна. Меѓутоа очигледно е дека нашите здравствени власти буквално како носорог постапуваат, кога ќе се запали огнот, таму оди да се згасна. Значи, нешто кои што се сосема предвидливи и кои што можат да се предвидат, да се превенираат, да се спречат, да се испланираат, не се прават реално цела година наназад и само добриот пиар не е тоа кое што во крајна линија ќе може да ја скрие вистината, затоа што, како што кажавте, насекаде околу нас веќе е почната вакцинацијата, кај нас нема ни јабер од тоа. Уште во октомври мислам дека беше министерот најави дека нели веќе има некакви контакти, почнато е да се работи на предметот набавка на вакцини, за да видиме дека нема ништо. Ни од Фајзеровите вакцини уште стојат, нели дека треба да стасат, не знам 800 и колку илјади беше. Потоа имаше некој небулозен настан дека, не знам, руската амбасада понудила ако сакаат да се земе од Спутник. Нашите не одговориле ништо затоа што ние нели сме членки ваму или таму, па чекаме европски, амерички вакцини, за на крај да испадне дека од ковакс системот на кој што најмногу се надевавме, од таму најверојатно Спутник ќе добиеме. Сите добија вакцини некако, ние не добивме никако. Ваши колеги веќе јавно изборуваат дека за вакцините требаше да се размислува уште вчера, а не денеска, значи многу доцниме. И колку пациентите и граѓаните губат и од здравствен аспект, и од било каков друг социјален аспект. Ама од секој аспект губиме, значи вчерашниот ден е поминат и потрошен. Значи треба да се види што може денеска да се направи за да не го пропуштиме и денешниот, затоа што ако го пропуштиме денешниот и утре ќе биде пропаднато. Значи кога сите затегаат мерки, ние имавме отпуштени мерки. Еве епидемијава некако бројките паѓаат веќе, што е најверојатно резултат на тој природен тек на самата епидемија, меѓутоа се појавува нов некој сој кој што веќе повторно ги качува бројките на заболени. Гледаме дека Западна Европа, Германија, Англија, не знам, Белгија, повторно мерките се затегаат. Кај нас се констатира дека вирусот е веќе тука, а се повеќе се збори нели за отпуштање на мерките, така што очигледно конечната намера е да се стекне природен имунитет. Ние и со бројките сме веројатно и се ближиме кон тие 60-70% на луѓе кои што биле во контакт со вирусот. Тоа не можеме да го знаеме додека не се направи и тестирање на тоа кој има, кој нема антитела, меѓутоа како и да е многу непредвидливо, меѓутоа во лоша насока е повеќе непредвидливо, затоа што отсуството на вакцини ќе не затвори и економски, и приватно, и за одмори, и за било какви активности кои што треба во следниот период да дојдат, доколку не сме вакцинирани, нема да можеме нити да излеземе, нити пак некој ќе сака да дојде во земјава. И тоа колку на здравствен, толку и на економски, на секој план ќе има импакт.